Таму со информациите од светот и од регионот, но за почеток во една куса анализа во следните 10-15 минути ке колегите мои Исо Мухиќ и Исмет Кочан ке се обидат да доближат ситуацијата и она што се случува во Турција во последните неколку дена. Тука некаде јас ке го одјавам моето појавување во вестите во 14 часот. Палката ке му ја препуштам на драгиот мој колега Исо Мухиќ. Исо, повели. Благодарам, Иван. Добар ден, почитувани гледачи. Во следните 10 минути ќе поразговараме со почитуваниот господин Исмет Кочан, аналитичар, кој во изминативе неколку дена целосно е посветен на настаните поврзани со обидот за пуч во Турција и кој без двоумење ќе ни понуди повеќе аспекти околу оваа ситуација. Добар ден, господине Кочан. Добар ден. Предлагам, ако се согласувате, прво да го погледнеме прилогот за реакциите на лидерите на Европската Унија, па потоа да прокоментираме. По искажаната поддршка од врвот на Европската Унија за демократски избраната влада во Турција, веднаш по неуспешниот обид за пуч, Брисел ги одмерува изјавите. Шефицата на европската дипломатија Могерини денеска предупреди официјална Анкара да не му наштети на уставниот ред по пучот. Ние и јас лично бевме првите што таа трагична ноќ порачавме дека треба да се заштитат легитимните институции. Ние рековме дека треба да се заштити владењето на правото во земјата. Нема изговори за ниеден чекор што ќе го преземе земјата надвор од тие рамки. Могерини и официјален Белин со остра реакција по изјавите на Ердоган дека ако ја врати Турција смртната казна, тоа ќе значи крај на турските преговори со Европската Унија. Никој не може да влезе во Европската Унија ако воведе смртна казна во својот казнен систем. Еврокомесарот за проширување Хан, кој директно работи на турските европски амбиции, рече дека брзото апсење на војници и судии укажува на тоа дека владата имала претходно подготвена листа. Било делумно подготвено. Тоа што листите беа подготвени веднаш по нападот покажува дека се било подготвено да се искористи во одреден момент. Многу сум вознемирен. Ова е точно тоа од што стравувавме, додаде еврокомесарот. И американскиот државен секретар Кери ги поддржа напорите на турските власти да ги изведат пред правдата вмешаните во обидот за пуч, но ја повика Анкара да го сочува владењето на правото. Ја повикуваме владата на Турција да го задржи мирот и стабилноста во земјата и да ги почитува демократските институции и владењето на правото. Ние сме на страната на демократски избраната влада во Турција и ќе го поддржиме со сигурност изведувањето на виновниците за пучот пред лицето на правдата, но предупредуваме дека работите не смеат да отидат надвор од таа рамка. И Викиликс најави дека наскоро ќе бидат објавени над 100.000 документи за структурите на политичката моќ во Турција. Во целата земја се уапсени околу 6.000 воени лица и судии, пошто уследи чистка во полицијата, со која се отстранети од должноста околу 8.000 полицајци. Господин Кочан, го видовме прилогот. Гледаме дека од Европската Унија и од Соединетите Американски држави пристигнуваат пораки и предупредувања до актуелната турска власт дека во санирањето на последиците од неуспешниот обид за пуч треба Турција да ги почитува демократските принципи и преземените активности, како и да не му наштети на уставниот поредок и да се заштити владењето на правото. Како го коментирате вие ова? Па јас би рекол дека на Европската Унија и на Соединетите Американски држави им е лесно од оваа дистанца да упатуваат такви пораки со таква реторика. Жешкиот компир за справување со ситуацијата е во актуелната турска власт. И реториката што ја употребува Европската Унија и Соединените Американски држави, за оној што знае да чита помеѓу редови, наликува малтене на тоа дека изразува жалење дека не успеал воениот удар, што е секако некоректно. Јас би рекол дека сигурно е дека актуелната турска власт ќе се обиде под превез на сомненија за учество во воениот удар, да се ослободи од оној баласт на своји неистомисленици, суди, обвинители, полициски персонал и така натаму и така натаму. Меѓутоа, високата бројка на уапсени и приведени
се должи помеѓу другото веројатно и на тоа што се извршени многу така наречени превентивни апсења и приведувања. Знаете, сега е таму едно лудо време и веројатно е дека кога ситуацијата малку ќе се избистри, голем број од нив ќе мораат да бидат амнестирани. Овде пред се мислам на голем број на обични војници, регрути кои биле инволвирани, веројатно не по своја волја во војниот удар. Така да претпоставам дека вината ќе отпадне пред се на офицерите, значи на старешинскиот кадар. Командна одговорност и така. Токму така. Цели 3 дена по настаните во Турција се уште виси во воздух прашањето кој и зошто се обидел да изведе воен удар во Турција. Кои се причините што тој обид се заврши неуспешно? Според она што во Турција се говори, се зборува, дефинитивно тие тврдат дека пучот го извршил дел од турската армија. Кога велам дел, тоа не е бројчано, е прилично голем според учесниците. Меѓутоа, мали е во однос на севкупната турска армија, која е многу бројна, значи, и кога е во прашање командниот кадар и редовниот состав на регрути, на војници. Меѓутоа, морам да кажам дека во војниот пуч пред се учествувале припадници на командата на воздухопловните сили, потоа припадници на командата на жандармеријата. Она што нашите гледачи сигурно не го знаат е тоа што, мислам, треба да им се објасни, дека стожерот и силата на турската војска, тоа е преземено уште од традициите на османлиската држава, е пред се пешадијата, односно копнената војска. Правило е во Турција секојаш начелникот на генералштабот на турската војска да се бира токму од редовите на копнената војска. Сегашниот началник што беше заробен од пучистите беше Хулуси Акар, кој беше токму од редовите на копнената војска. Меѓутоа, знаеме дека копнената војска генерално беше пострана на овие настани. Доколку и таа беше вклучена, нема никакво сомнение дека војниот удар ќе беше успешен, затоа што се станува збор за една јака, за една моćна војска, која има начини, има можности да го изведе она што го наумила. Инаку би додал зошто помеѓу другот не бил успешен ударот, се појавија информации, барем тоа го шпекулираат турските медиуми, дека во клучните моменти, значи во критичните моменти, во најтесното јадро на пучистите постоело предавство, значи и таму имало кртови, како што бил и кртот, војниот советник кај Ердоан. Така да тоа било дојавено и веројатно работиве тргнале во една насока која пучистите не ја посакувале. Така, сега кога наизглед изгледа дека работата е завршена, дека воениот пуч е неуспешен, актуелната турска власт вперува прст кон контроверзниот верски водач Фетулах Ѓулен како инспиратор на пучот. Кој е всушност Фетулах Ѓулен и колку држат тезите кои се појавија дека тој, како осведочен исламист, стои зад ударот? Ова особено заради фактот што ударот го изведе дел од турската армија, за која се знае дека е традиционално кемалистичка и дека секогаш се залагала за очувување и сочувување на секуларноста на републиката. Зарем не е очигледно дека овде нешто не е во согласност, односно не е сосема компатибилно? Видите, Фетулах Ѓулен е осведочен исламист. Веднаш да ви кажам најсликовито дека Реджеп Тајип Ердоан е за него детска градинка. Интересна паралела, да. Фетулах Ѓулен за него има правосилна судска пресуда, значи таму почеток на 2000-ти години, каде што тој беше обвинет и осуден за заговор против актуелната власт, уривање, значи, на власта.
тој беше на црвениот билтан на Интерпол, меѓутоа тој се то време ужива политички азил во Соединените Американски држави, од каде не е никаква тајна ровари против актуелната турска власт и сите оние настани што беа нели минатата и поминатата година во Турција, делумно се врзуваат и за него како инспиратор. И сега јас морам да кажам дека Турција во барем актуелната власт е многу опрезна кога е во прашање обвинението против, да речеме, Соединените Американски држави, дали стојат или не стојат зад војниот удар. Меѓутоа е многу симптоматично зошто таа дозволува Фетула Гюлен да делува од нејзина територија, ако се, барем декларативно, Турција и Соединените Американски држави стратешки партнери, не само кога е во прашање нели НАТО, туку и кога е прашање борбата против тероризмот, да не кажем економија и така натаму. А од друга страна, пак би кажал дека видите, веќе ни турската армија не е толку монолитна како била некогаш. Значи, се покажа дека во турската армија постои еден дел кој значи не мора да е на линијата на оној секуларизам, кемализам и можеби тука би можел да се побара одговорот зошто е таа некомпатибилност, значи да војниот дел од војниот кадар биде врзан, ако е воопшто врзан за еден исламист како што е Фетула Гюлен. Меѓутоа, тие работи треба да се разбистрат и уште е рано да се дава на тоа дециден одговор. Така, турскиот премиер Бинали Йилдирим што туку даде изјава токму во овој контекст. Јас би ја консултирал режијата доколку е подготвена, дали можеме да ја погледнеме? Başındaki kanaat önderi dediklerin Ќе бидеме разочарени ако нашите пријатели од САД бараат доказ и ако лицето што го нарекуваат лидер е тој што го организираше и го изведе обидот за пуч. tabii bu olayın hukuk devleti olmakla beraber Ние се занимаваме со политика заради нашите граѓани. Тоа го бараат од нас и тоа е наредба за нас. Не треба да се носат брзи одлуки, но не смееме да игнорираме волјата на народот. Затоа ќе се расправа на широко во парламентот, ако е потребна промена на уставот за воведување на смртна казна. Ќе постапиме според волјата на народот. 208 şehidimiz var. Имаме 208 маченици, 60 од нив полицајци, тројца војници и 145 храбри цивили. Тие се најпочитувани маченици во Турција. Değerli kardeşlerim, 1491 yaralımız var. Ранети се 1491 човек, 7543 се во притвор. Бројките може да се сменат. 100 од уапсените се полицајци и 6038 се војници со различни чинови. Има и 755 суди и обвинители, како и 650 цивили. 100 tane polis, 6038 tane çeşitli rütbelerde asker. Господин Кочан, не е невообичаено кога се во прашање воените удари да постои вмешаност и на странски сили, на странски фактор. За волја на вистината не е мал бројот ниту на оние кои, предпоставувам, би отвориле шише скапо шампанско доколку председателот Реджеп Тајип Ердоган е срушен. Дали во случајот на последниот воен обид за воен удар во Турција постојат индиции за таква можност? Навистина, пак повторувам, тешко е децидно да се даде одговор на тоа прашање, бидејќи и самата актуелна власт, реков, е прилично внимателна да спомне по име и презиме, да речеме, странски сили и држави. Меѓутоа, би рекол дека без оглед што Реджеп Тајип Ердоган своевремено дојде на власт со издашна помоќ на Запад, пред се Соединените Американски држави. Тој даде конкретни реформи, нели, резултати? Да. Тој во последни 7-8 години едноставно престана да игра по нивни ноти и се покажа како еден автономен играч кој, нели, игра за свој грош или грош на Турција. Не знам сега тука како кој тоа го
го сваќа. Меѓутоа, очигледно дека тој веќе не е посакуван на Запад. Не е посакуван ни во Соединените Американски држави и тие Запад би бил прилично среќен кога Реджеп Тајип Ердоан би отишол од власт. Тие не е никаква тајна, тие душно навива во оние минатогодишни и поминатогодишни превирања во Турција да се случат, нели, тие, би рекол, условно речено, демократски промени, така да тој би заминал од власт на еден по-безболен начин. Колку тука има мешаност, јас навистина не знам, меѓутоа е многу индикативно зошто, доколку е воопшто вистина дека Фетулах Ѓулен има вмешано прсти во воениот удар, макар како инспиратор, Соединените Американски држави на ниеден начин не реагираат и во овој контекст би ја прокоментирал најновата вест што се врти по тикерите на светските агенции, дека Wikileaks најави информации, објавување на информации врзани за пучот во Турција и веднаш морам да кажам дека објавувањето на тие информации нема да бидат пријатни за многумина. За кого не знам, да почекаме. Дали за Запад, дали за Турција, тоа треба да го видиме. Меѓутоа, во секој случај ќе биде многу интересно. Настрана од Запад, ако не се лажам, председателот Реджеп Тајип Ердоан не е меѓу најомилените и за египетската власт или за сириската, за режимот на Башар ел Асад, така да па дори не сум сигурен дека и Русија не би била задоволна да му го види грбот на Реджеп Тајип Ердоган. Јас ви реков, Реджеп Тајип Ердоан во последно време не е омилен на Запад. Не е никаква тајна дека е тој аутократа, дека владее и сака да владее со цврста рака. Меѓутоа е факт дека е избран на демократски легални избори и тоа во крајна линија би морало да се почитува и колку год да тој, да речеме на нас, не ни се допаѓа, би требало да оставиме тоа прашање го решат турските граѓани, турските избирачи на едни дали редовни или вонредни, а во секој случај демократски избори. Јасно. За крај, еве, како би прокоментирале, добиваме најнови настани дека во Анкара имало повторно пукање. Што е со реално безбедносната ситуација? Дали можеме да кажеме дека навистина обидот за воен пуч е не само ставен под контрола, туку и сосема задушен? И како, ако е тоа така, како се објаснуваат овие инциденти? Вчера и во Конја, во градот Конја имаше исто инциденти, сега еве стигаат најнови информации за пукање пред судот во контекст на приведувањето на војниците, а како реакција на тоа приведување? Генерално може да се каже дека ситуацијата во Турција е под контрола. Меѓутоа има изолирани случаеви. Ова синоќа што се случуваше во Конја не беше воопшто наивно. Во Конја имено постои силна војна воздухопловна база и таа беше едно од последни, да не кажам последно упориште на пучистите. Ако знаеме дека во пучот првенствено учествува командата на воздухопловните сили и жандармеријата. Јавено е дека безбедносните сили се пресметале со пучистите. Тоа е прашање стајано адакта, а пред пладнето се случи еден инцидент, имено на преслушувањето на 27-мината генерали во судот во Анкара. Значи, за време на преслушувањето едно лице испукало куршуми, така да агенциите јавуваат дека е неутрализирано. Ова се веројатно спорадични уште онака остатоци. Да, треба да оставиме можност дека такви спорадични инциденти може се уште да бидат присутни.
Остануваме да ја следиме секако ситуацијата. Ви благодарам што бевте со нас. Почитувани гледачи, ја следевте анализата на настаните во Турција со господинот Исмет Кочан и со мене Исо Мухиќ како водител на Млечниот пат на телевизија Нова, кој останува со вас и кога ние ќе заминеме. Ви благодарам што бевте со нас и срдечно ве поздравувам. Довидување.